Евангелие според Лука, глава 6. Во првата сабота, по вториот ден од Пасхата, кога Исус минуваше низ посевите, неговите ученици кинеа класи, го триеја со рацете и го јадеа. А некои од фарисеите им рекоа: зошто го правите тоа што не е допуштено да се прави во сабота? Исус им одговори и рече: зар не сте читале што направи Давид кога огладне тој и тие кои беа со него? Како влезе во Божјиот дом, ги зеде посветените лебови и јадеше, па им даде и на оние кои беа со него, иако немаше право никој да ги јаде, туку само свештениците. И им рече: човечкиот син е господар и на саботата. А во еден друг саботен ден, тој влезе во синагогата и поучуваше. А таму имаше еден човек, чија што десна рака му беше парализирана. Книжниците и фарисеите го држеа на око да видат дали ќе лекува во сабота, за да го обвинат. А тој им ги знаеше мислите, па затоа му рече на човекот со болната рака: стани и исправи се на среде. И тој стана и се исправи. Исус им рече: ќе ве прашам нешто. Што треба да се прави во сабота? Да се прави добро или пак да се прави лошо? Да се спаси живот или да се погуби? И откако ги изгледа сите наоколу, му рече на човекот: испружи ја раката. И тој ја испружи и раката му стана здрава како и другата. А тие збеснаа како избезумени и се договорија меѓу себе што би можеле да му направат на Исус. Во тоа време тој отиде на едно ритче на молитва и цела ноќ остана таму и се молеше на Бог. А кога се раздени, ги повика своите ученици и од нив избра 12 ученика, кои ги нарече апостоли. Симон, кој го нарече Петар, и брат му Андреј, Јаков и Јован, Филип и Вартоломеј, Матеј и Тома, Јаков Алфеев и Симон, наречен Зилот, Јуда братот на Јаков и Јуда Искариот, кој стана и предавник. И кога слезе заедно со нив и застана на една рамница, таму имаше многу од неговите ученици и мноштво народ од цела Јудеа, од Ерусалим и од приморските предели, Тир и Сидон, кои дојдоа да го слушаат и да се излечат од своите болести, како и оние кои беа измачувани од нечисти духови. И сите се излечија. И сиот народ сакаше да се допре до него, зашто од него излегуваше сила и ги лекуваше сите. А тој ги подигна своите очи и ги насочи кон своите ученици и им рече: блажени сте вие сиромашните, зашто вам ви припаѓа Божјото царство. Блажени сте вие кои гладувате сега, зашто ќе се наситите. Блажени сте вие кои плачете сега, зашто ќе се смеете. Блажени сте кога луѓето ќе ве замразат и кога ќе ве отфрлат и навредат и ќе го произнесат вашето име како лошо заради човечкиот син. Радувајте се во тој ден и развеселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Зашто нивните татковци тоа истото им го правеа и на пророците. Но тешко вам, богати, зашто ја примивте својата утеха. Тешко вам кои сега сте презаситени, зашто ќе гладувате. Тешко вам кои се смеете сега, зашто ќе лелекате и ќе плачете. Тешко вам, кога сите луѓе ќе зборуваат добро за вас, зашто нивните татковци им правеа така и на лажните пророци. Но вам, кои ме слушате, ви велам: сакајте ги своите непријатели и правете им добро на оние кои ве мразат. Благословувајте ги оние што ве колнат и молете се за оние што ве навредуваат. На оној што ќе те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. И на оној што сака да ти ја земе наметката, не му ја откажувај ни кошулата. Дај му на секој што бара од тебе и не барај го назад тоа што си го дал на оној кој зема од тебе. И како што сакате да ви прават луѓето вам, така правете ми вие ним.
Иако ги сакате само оние што ве сакаат вас, каква е вашата награда? Зашто и грешниците ги сакаат оние кои ги сакаат нив? Иако им правите добро само на оние кои ви прават вам добро, каква ви е наградата? И грешниците го прават истото. Иако им давате назаем само на оние од кои се надевате дека ќе добиете, каква ви е наградата? Зашто и грешниците им позајмуваат на грешници, за да им се врати истото. Туку вие, сакајте ги своите непријатели, правете им добро и давајте им назаем, без да очекувате да ви се врати. И вашата награда ќе биде голема и ќе бидете синови на Севишниот Бог, зашто тој е добар кон неблагодарните и кон лошите. И затоа, бидете милостиви, како што е милостив вашиот татко. Не судете и нема да бидете судени. Не осудувајте и нема да бидете осудувани. Простувајте и ќе ви биде простено. Давајте и ќе ви се даде добра мерка, набиена, натресена и преполнета, ќе ви се даде во скутот. Зашто со онаа мерка со која мерите, со истата ќе ви се мери. А им каже и споредба. Може ли слеп човек слепец да води? Нема ли да паднат двајцата во јама? Ниеден ученик не е над својот учител. Секој што ќе биде добро научен, ќе биде ист како и неговиот учител. И зошто ја гледаш раската во окото на својот брат, а гредата во своето око не ја забележуваш? Или како можеш да му кажеш на својот брат, брате, дозволи ми да ти ја извадам раската од твоето око, кога ти самиот не ја гледаш гредата во своето око? Лицемере, извади ја прво гредата од своето око, па тогаш ќе видиш јасно како да ја извадиш раската од окото на твојот брат. Нема добро дрво што дава лош плод, ниту лошо дрво што дава добар плод, зашто секое дрво се познава по својот плод. Не се берат смокви од трње, ниту се бере грози од капина. Добриот човек од добрата ризница на своето срце изнесува добро, а лошиот човек од лошата ризница изнесува зло. Зашто со што е полно срцето, тоа зборува и неговата уста. И зошто ме викате Господе, Господе, а не го извршувате тоа што ви го зборувам? Секој што доаѓа кај мене, што ги слуша моите зборови и ги исполнува, ќе ви кажам со што може да се спореди. Тој е сличен на човек што зида куќа, кој ископа длабоко и ги постави темелите на камен. И кога ќе дојде поплава и реката ќе навали кон куќата, таа не се помрднува, зашто темелите и се на камен. А кој ги слуша зборовите и не ги исполнува, тој е сличен на човек кој созидал куќа на земја, без темели. Кога реката ќе навали кон неа, таа веднаш ќе падне со големо разурнување.